Со виршли полни отров се трујат кучињата по струмичките улици. Жителите се вознемирени бидејќи од пакосните трујачи страдале многу бездомни животни, но и домашни миленици. Но најопасно е сепак за малите деца кои си играат по улиците. Запознаени сме, значи лично не се има случајно, отровите не се фрлаат само по контењерите, туку се фрлаат и во приватни имоти. Значи ние фрлија во дворот и еве ова мало кутре беше настрадало. Значи настрада мало кутре, не настрада голем агресивен скитник, туку настрада куче од 6 кила кој едва и се јаде тврдата храна, не па човек да апне или некому да наштети. Ова е веќе убиство, мислам обид за убиство е ова не само на животно, туку и било кое дете. Овде во овој двор влегуваат и мали деца. Да, јас и уште неколку деца од нашата мала бевме лично сведоци, значи на колку имаше, скоро имаше кило-две фрлено виршли со отров. И тоа од кој јас неколку ги најдов под мојот балкон, каде што живеат две мали деца, значи мајка сум на две мали деца. Плюс и во малата има деца кои што живеат, значи и јас имам животинче дома, значи беше отруена една од најмирните малски кучки во малата која што живее, за која што моите деца беа многу приврзани. Општо сите деца во малата ја сака, значи едно 15 деца плачеа тука позади кога почина вечерта. Ова не е прв случај во градот да има обид за труење на животни. Напротив, по неколку пати годишно има пријави дека е распрлан отров на различни локации. Се претпоставува дека отровот е наменет за бездомните животни кои слободно шетаат по улиците. Иако повеќе граѓани и неформални организации се обидуваат да згрижуваат бездомни кучиња, сепак овој проблем бара системско и институционално делување, зашто се изгради и посебен стационар. Тука во округот на пречистителната станица во Струмица треба да биде идниот стационар за бездомни животни. Според најавите од општината, тој треба да се отвори до крајот на оваа година. Средствата за отворање на стационарот за бездомни животни се обезбедени од швајцарската влада со поддршка на UNDP.